Добар ден. Никола Груевски, недозволиво за еден премиер, молчи за мрежата што почнува во даночните раеви Панама, Лугано и преку фамозната фирма Ексико влегува во најголемата македонска житница Пелагонија. Фамозната фирма Ексико не добила субвенции само од рекордерот во добивање субвенции за Пелагонија во висина од 2,5 милиони евра за 2 години. Погледнете. За 3 години преку прехранбените комбинати Житолукс, Житополок, Жито Вардар и нивни подружници од државата се добиени дополнителни субвенции во вкупна вредност од над 1 милион и 800.000 евра. Тоа значи добиени субвенции од околу 5 милиони евра за 3 години само преку земјоделско прехранбениот сектор. Груевски го нема, како што го немаше и за скандалот Актор до моментот до кога криењето стана невозможно. Мијалков секој ден повторува не сум јас. Сето ова не е случај ниту за институциите, како на пример на Комисијата за заштита на конкуренцијата. Дали братучедите на власт во Македонија диктираат нелојална конкуренција на основните прехранбени продукти на македонските граѓани: леб, јајца, месо. Молк. Молк не само од институциите, туку и од провладините медиуми. Денеска ќе стане јасно зошто молчат и голем дел од медиумите. Орка Холдинг, партнерот на Ексико во дел од бизнисите во Македонија, е собственик на Графички центар Скопје. Графички центар, како што е познато, е собственик на Медија Принт Македонија. Тоа ви се овие документи. Управител на групацијата МПМ е Срџан Керим. Под МПМ, како што ви е познато, се дневните вестници Дневник, Утрински вестник, Вест. МПМ е основач на порталот Телеграф. Порталот Телеграф пак има ист директор со хотел Ибис, во кој што хотел се влезени како партнери Ексико и Орка Холдинг. Само за пример, Графички центар во периодот од 2011 до 2014 година од државата добил тендери во вредност од околу 10 милиони евра. МПМ за 2 години добиле тендери од над половина милион евра. Содружник во Графички центар е извесен господин Веселин Јевросимовиќ. Јевросимовиќ од своја страна пак е еден од основачите на телевизија Алфа. Мрежата, како што гледате, се шири и кон други сектори. Сега прашуваме, бидејќи Сашо Мијалков вели дека не е тој, тогаш кој е сето ова? Кои се вистинските собственици на фамозната гениална фирма Ексико од швајцарски Лугано? Се управители во тесни релации со управителите што ги водат бизнисите на Мијалков во Чешка. Кој е тој или кои се тие, премиере Никола Груевски, на кои што сте им дозволиле да запоседат половина македонска плодна земја? Кој е тој или кои се тие, премиере Груевски, на кои што вашата власт им ги дала најголемите бизниси за градење во Република Македонија? Премиере Груевски, конечно, прашајте го вашиот братучет на кого ја продал фирмата во Чешка.
бидејќи станува збор за офшор фирми, каде што центарот на мрежата, чии собственици се даночни раеви, се сокриени. Премиерот Груевски, директорот на УБК Мијалков и надлежните институции се должни на македонската јавност да ги дадат одговорите на овие прашања. Благодарам, повелете прашања. Секогаш. Кој го држеше пресот? Куќата која што ВМРО ДПМН упорно се обидува на македонската јавност да ја покаже како не знам каков скандал врзана со Петре Шилегов. Е изградена 1995 година, кога јас имав 26 години и завршив факултет и започнав како адвокатски приправник од страна на моите родители. И истата е подарок од моите родители за мене, во моментот кога го основав своето семејство. Значи, дека и куќата е изградена далеку пред ја да станам председател на комисијата. По однос на мојот стан во Кисела Вода. Мојата адвокатска канцеларија на ВМРО ДПМН му ги нуди услугите за релативно ефтино, ќе се договориме, за читање на имотни листови. Значи, станот се наоѓа во катастарска општина Кисела Вода. По адреса е на булевар Кузма Јосифовски Питу, што би се рекло во скопската населба Аеродром. Во тој стан е сместена адвокатската канцеларија на адвокат Петре Шилегов, купен е во 2007 година на кредит кој што се уште се отплаќа. Повелете други прашања. За колку тендери на Симон Звиезда се произнале како председател на второстепената комисија и колку каква купна вредност била? Тоа ќе морат за жал да ви одговорат во ВМРО ДПМН, бидејќи тие се единствените кои што очигледно имаат пристап до архивите на владата на Република Македонија. Документите кои што ги вадат не се документи од јавен карактер и кои што може да бидат достапни. Значи дека некој во интерес на ВМРО ДПМН чепка по архивите на Македонија, што е многу спорно прашање. Кажав неколку пати до сега, комисијата во периодот од 3 години, 3,5 години кога јас раководев со нејзе, комисијата, не јас, одлучи во преку 3000 предмети. Колку од нив биле ЦЕМОС како странки, жалители или против чии што тендер се жалеле, не можам да ви кажам. Повелете други прашања во врска со мојата имотна состојба, слободно ако сакате. Зошто мислите дека ВМРО ДПМН вашата имотна состојба ја третираат само на пресконференција, не ги искористат институциите, а повеќе имаат сознание дека сте несправедливи? Очигледно дека Социјалдемократскиот сојуз и јас како негов портпарол почнавме многу да сметаме на ВМРО ДПМН откако ја откривме аферата Актор. И пресретнавме и оневозможивме вадење на околу 30 милиони евра пари од страна на грчките државјани кои што не ја напуштија Македонија. Тоа прашање треба веројатно да го постават ВМРО ДПМН на институциите. Воколку има било што спорно во имотната состојба на Петре Шилегов и начинот на кој што јас сум се стекнал со незе, институциите во оваа држава 8 години ги раководи ВМРО ДПМН. Место да држат пресконференции, институциите нека си ја завршат својата работа.